Заедно со вас, Славица Арсова. Добар ден и добро дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Стапија на сила американските царини. Кина возврати со 84%, ЕУ го крои планот со кој сака да ги погоди републиканските сојузни држави. Притвор за директорот на гериатрија добил 20.000 евра подкуп за да смести пациент, но крајната цел му била да добие 100.000. Затворските полицајци во Штип им помагале на затвореници да си ја најдат дрогата фрлена преку ограда. Тврделе дека бараат часовник украден од куќа. Дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубила неговиот часовник, па овие, пошто ептенете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. Судскиот совет го доби предметот од Тетовскиот суд за спорната пресуда од 2 години затвор за возачот кој ја усмрти Теодора. Формирана работна група. Почна диалог на владата и синдикатите за висината на платите. Декларациите во маркетите се очекува да бидат најголем предизвик. Почнува со работа новиот инспекторат за употреба на македонскиот јазик. Најмалку 110 загинати при уривање на кров во непознатата дискотека во Доминиканската република. Овие вести во живот пред кривичниот суд за побараниот притвор и одлуката на судот во врска со мерката притвор за директорот на гериатрија кој побарал 20.000 евра подкуп за да смести неподвижен пациент. Останете со нас, почнуваме. Стапија на сила американските царини, вклучувајќи ги и царините за Кина, кои одат до 104%. Американскиот председател изјави дека бројни светски лидери, културно речено, му се умилкуваат за да постигнат договор со него. Европската унија скрои план за одговор кој според последните и протечени документи ќе се однесува на сојата, цигарите, сладоледот и други производи кои доаѓаат пред се од црвените, односно републикански држави во САД. Кина возврати со 84% царини за добрата од Соединетите американски држави. На новиот развој го следи Наташа Мирсовска. Стапија на сила реципрочните царини на Трамп, вклучувајќи ја и огромната од 104% за Кина, но и за нас од 33%. Стравот и неизвестноста од рецесија ја зголемија паниката на берзите. Сите се во црвено, а американскиот SP500 за 4 дена загуби над 5,8 трилиони долари, што е најголем пат од создавањето на индексот во 1950 година. Додека акциите на големите компании тонат и доларот губи од вредноста, Трамп се фали. Лидерите од многу земји ме молат за договор за тарифите. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. You don't. I just saw it today. A couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariff. So that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. I tell you, the happiest people in the world would be China. They wouldn't be paying 104%. I tell you, they'd be paying no percent. Пекинг вети дека ќе се бори против уцената на Трамп. Преку ноќ кинезите се предомислија и наместо 34 воведуваат 84% царина за увоз на американски производи. Американската страна се уште наметнува екстремен притисок врз Кина со воведување тарифи неселективно. Кина цврсто се спротивставува и никогаш нема да прифати такво арогантно и силеџиско однесување. Ако САД навистина сакаат да го решат проблемот преку диалог и преговори, треба да покажат став на еднаквост, почит и реципроцитет. Ако САД не ги почитуваат интересите на двете земји и меѓународната заедница инсистираат на трговска војна, Кина дефинитивно ќе возврати. Одговор на царините на Трамп подготви и Европската унија.
Со 25% ќе ги царинат американските земјоделски индустријски производи, како бадеми, сок од портокал, живина, соја, челик, алуминиум, тутун и јахти. Вискито е тргнато од листата, откако Трамп се закани дека ќе воведе контрацарина од 200% за европскиот алкохол. Првиот сет тарифи ќе стапи на сила од 15 април, вториот каде спаѓаат челикот, месото, белото чоколадо и полиетиленот од 16 мај. Тарифата од 25% за бадемите и сојата би стапила на сила на 1 декември. Економистите во САД предупредија дека товарот од трговската војна ќе го сносат американците. Во следните 6 месеци очекуваат се да им поскапи. За 37% облеката, 30% компјутерските делови и видеоигри, 27% телефоните, се до телевизорите и медицинската опрема. Според анализата, американските потрошувачи во просек ќе плаќаат по $2100 годишно повеќе поради тарифите на нивниот председател. А апетитите на Трамп не застануваат. Најави дека многу скоро ќе воведе царини и за фармацевските производи. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Како се пресмитани американските царини? Зошто некои земји во регионот имаат повластена позиција? Ќе претрпат ли штета странските компании во зоните? Тема на денот во 19 со поранишниот амбасадор во САД и професор по меѓународна економија Зоран Јулевски. Обвинителството побара притвор за директорот на гериатриската болница Скопје кој беше фатен со 20.000 евра подкуп за да смести тешко болен пациент. Истрагата покажала дека тоа била само авансна сума или капар, а крајната цел била да добие неверојатни 100.000 евра од семејството. Тој им давал и совети како да дојдат до парите откако дознал дека пациентот поседува сопствен стан кој може да биде продаден. Зоран Јаневски има детали. Зоран, најпрво дали е одредена мерката притвор која ја побара јавното обвинителство? Да, пред малку одовде од Скопскиот кривичен суд со лисици на рацете беше изнесен директорот на гериатриската болница Муксин Арифи, како и неговиот соработник, инаку соселанец од Кондово, со кој заедно работеле на случајот да земат подкуп од 100.000 евра. Според обвинителството, кое што во текот на денешниот ден отвори истрага против овие две лица, односно директорот на гериатриската болница и неговиот соработник, тие се осомничени за примање подкуп. Според обвинителството, Арифи планирал да земе подкуп од 100.000 евра за да биде сместена пациента во гериатриската болница. Сведок на овој случај била женска особа која што имала договор за доживотна издршка на пациентот кој што требало да биде сместена во гериатриската болница. Лицето било ставено на листа на чекање, но откако се влошила неговата состојба, жената побарала итно да биде примен во гериатриската болница, но наместо да биде направено тоа, директорот Арифи преку својот соработник договорил средба со жената на 19 минатиот месец и биле побарани 100.000 евра, односно да биде продаден станот на пациентот кој што требало да биде сместен во гериатриската болница. Жената рекла дека тоа се многу пари и дека е неприфатливо за неа да биде продаден станот, меѓутоа и укажала дека не може да се продаде станот бидејќи има договор за доживотна издршка. Неколку дена подоцна, односно на почетокот од месецов, на 4 април се случила уште една средба помеѓу тројцата, односно директорот Арифи, неговиот соработник и жената која што имала договор за доживотна издршка на пациентот кој што требало да биде примен во гериатриската болница. Биле договорени да исплати жената 20.000 евра. Во текот на вчерашниот ден жената со автомобил пристигнала пред гериатриската болница, соработникот на Арифи влегол во возилото и ги зел парите, а тогаш на сцена настапила полицијата која го фатила соработникот на Арифи заедно со парите, односно сумата од 20.000 евра. Имаме изјава од јавната обвинителка, предлагам да ја погледнеме. Доказите се обезбедени низ една кратка истрага, динамична, меѓутоа докази кои во моментов, повторувам, по нашето мислење се со посериозен доказен капацитет и од тука сомневањето го чинат по-високо во однос на сторувањето на доказниот капацитет на самите докази во моментот. Доказите бе обезбедени по различни, како да речам, техники кои стојат на располагање на истрагата со различни мерки.
Зоран, што велат од одбраната на осомничените? Адвокатот на директорот на гериатриската болница Арифи тврди дека нема доволно докази за неговиот клиент, бидејќи како што тврди неговата одбрана, во тој момент Арифи се наоѓал на своето работно место. Ја имаме неговата изјава, предлагам да ја погледнеме. Ние како одбрана сметаме дека не постои основано сомнение дека е сторител директорот на јавната здравствена установа, психијатриска и гериатриска установа, сторител на кривичното дело. Сметам дека понатаму во текот на истрагата ќе го докажеме истото. Имено сметам дека станува збор за ситуација која што треба да се доистражи. После соопштението се ствара впечаток дека директорот е флагрантно фатен во извршувањето на кривичното дело. Тоа не е точно и одговорно го тврдам дека директорот бил на својата работна позиција на вториот спрат во установата. Арифи и неговиот соработник според обвинителството се товарат за сторено кривично дело примање подкупи, помагање при подкупа. Според кривичниот законник за ова кривично дело е предвидена затворска казна во трајање од 1 до 5 години. Како што кажав и на почетокот, пред малку двајцата, односно Мухсин Арифи, директорот на гериатриската болница и неговиот соработник беа изнесени одовде од кривичниот суд со лисици на рацете, бидејќи заработија 30-дневен притвор, па тие се пренесени во истражниот затвор Скопје во Шутка. Зоран Јаневски, благодарам за овие информации, Зоран. Финансиската полиција влезе во кумановската фирма Пин Петрол, која покрај останатите дејности имала и станица за технички преглед. Со години, според Финансова, оваа фирма не ја плаќала задолжителната такса кон јавното претпријатие за државни патишта. Осомничени за проневера се 3 лица, меѓу кои вработена во пошти, која според пишувањата во медиумите е блиска роднина на екс-министерот и пратеник Оливер Спасовски. Пин Петрол од Куманово е под лупа на Финансовата полиција. Осомничени за серија проневери се 3 лица. Финансова поднесе кривични пријави против управител и одговорно лице во фирмата со станица за технички преглед. Второ осомничена е службеничка од АД Поштенски собраќај и трета работи како службеничка во ЈП државни патишта. Се работи за проневера на пари, средства кои наместо да завршуваат во државната каса, со години исчезнувале без трага. Се сомнича дека ја оштетиле државата за над 22 милиони денари. Финансова соопшти дека првоосомничениот управител на Пин Петрол знаел дека неговата компанија не ги уплаќа редовно средствата од патната такса, но не преземал ништо. Службеничката од Кумановската пошта наместо парите од таксата да завршат во државната каса, ги задржувала за себе и за сметка на тоа фалсификувала налози. Во оваа шема осомничена е и службеничката која била вработена во ЈПДП, каде требало да се слеат овие средства, но завршувале во џеб, бидејќи таа не реагирала при надзорот на средства кои недостасувале во уплатите. Првоосомничениот ја злоупотребил својата службена положба и овластувања, спротивно на обврските од договорот не извршил контрола и не преземал никакви мерки и действија за реална уплата кон јавното претпријатие за период од 1.8.2019 до 30.9.2024 година. Овој случај дел од медиумите го поврзуваат со екс-министерот за внатрешни Оливер Спасовски. Се работи за второосомничената службеничка во пошта која според информациите била братучетка на актуелниот пратеник од СДСМ Спасовски. Од фирмата која е предмет на целата истрага од Финансова демантираат било каква поврзаност со Спасовски. Во нивната реакција за медиумите стои: ние како правно лице имаме склучено договор со АД Пошта Македонија, подружница Пин Петрол, за која осомниченото лице Габриела Крстевска има работена. Како компанија најостро ги осудуваме ваквите наслови на некои медиуми и за било какви информации во врска со осомничената одговорите треба да ги барате во АД Пошта Македонија. Од фирмата Пин Петрол ја потврдуваат акцијата на Финансова и вела дека целата документација во врска со фирмата е доставена до надлежните, од кои тврдат дека добиле одговор дека тие немаат никаква поврзаност со настанот. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Затворски полицајци во Штип му помагале на познат затвореник да ја пронеде дрогата која преку затворските ѕидови му била фрлена во тревникот на затворот. Лажеле дека му помагаат да си го пронеде часовникот кој му го земало затворското куче кое носи име Цеца. Филмското сценарио сепак заврши со пријави за сите инволвирани, а деталите ги соопшти Управата за извршување санкции.
Двајца затвореници од затворот Штип доцна навечер барале дрога која им била фрлена преку зидот, а полицајците пак им помагале и им светеле со ламби. Следниот ден, кога директорот ги прашал зошто им помагале на затворениците, им одговориле дека го барале часовникот на затвореникот кој му го украла затворската кучка Цеца. Во топката што ја барале и затворениците и полицајците имало 35 грама кокаин и 50 грама марихуана. Полицијата ја нашла дури следниот ден кога се разденила. По филмското сценарио, директорот формирал дисциплинска комисија, но мнозинството од комисијата им верувало на полицајците дека го барале скапиот часовник на затвореникот што го земало затворското куќа. Им било предочено дека затвореникот ЖЖ изгубил, си играл со кучката, има кучка Цеца таму, дека си играл со кучката Цеца. Кучката, он имал скап часовник кој што морам да потенцирам дека го нема пријавено, пари 1000 евра им навел дека бил. Дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубила неговиот часовник, па овие, пошто ептенете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. Идентификувани се лицата и кои со возило ја префрлиле дрогата преку затворскиот зид. Полицаецот кој возможил автомобилот да стигне толку блиску до зидот, но одговорност ќе има и за полицајците што ја барале дрогата заедно со затворениците. Според Пандов, затворскиот систем во Македонија е најкорумпиран. 50% од затворската полиција корумпирана, затоа и толкав бројот на мобилни телефони што има во затворите. За 9 месеци се пронајдени над 1000 телефони, а за еден телефон се нудат и по неколку илјади евра. Во македонските затвори имаме од разноразни кланови, од разноразни луѓе кои што со дрога имаат работено, со мигранти кои што имаат работено. И верувајте ми дека дел од тие затвореници се исклучително богати. И тие, можам примери да давам, од одредени честни пак затворски полицајци или директори во затворите, за колкави суми пари имаат понудено за обичен телефон. Зборуваме за неколку илјади евра. За да се искорени корупцијата од затворите, треба корумпираните полицајци да бидат отпуштени и да одговараат пред законот, вели Пандов. Денеска од Министерството за финансии им се одобрени 171 нов затворски полицаец. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Судскиот совет го добил предметот од Тетовскиот суд за спорната пресуда од 2 години затвор за несреќата во која смртно беше прегазена 22-годишната Теодора. Кога советот ќе го разгледува, се уште не се знае, но веќе е формирана работна група која треба да го подготви случајот за седница. Апели за постапување на судскиот совет стаса и од премиерот и од министерот за правда. За утре иницијативата кој е следен најави марш кој ќе заврши пред зградата на судскиот совет. Судскиот совет анализира дали има пропусти во предметот за пресудата на 22-годишната Теодора Ристовска, која смртно беше прегазена од Менсур Пајазити. Формирана е работна група која веќе врши увид на постапката, потврди првиот човек на судски совет за Сител. Судскиот совет прибави предметот. Воедно треба да се има во предвид дека конкретниот предмет се уште постапката трае, не е завршена. Она што ние можеме да го направиме и што веќе го направи судскиот совет, само да изврши увид во начинот на водење на постапката и дали има некои пропусти од таа гледна точка. Има ли пропусти што е досега увидено? Не е завршено разгледувањето на предметот, формирано е работно тело кое што ќе го разгледа и очекувам дека во текот на денешниот или утрешниот ден судскиот совет ќе има официјално соопштение. Ваквата реакција на судски совет доаѓа по бурните реакции во јавноста која е револтирана од одлуката на тетовскиот судија Елведин Ферати да пресуди само 2 години казна затвор за Пајазити, кој во 2022 смртно ја прегази младата Теодора. Вчера и премиерот Мицкоски го повика ова тело да изврши увид во постапката, потенцирајќи дека правдата во конкретниот случај не е задоволена. Со реакција се јави и првиот човек на правда, Филков, кој пак оцени дека 2% доверба што му биле доделени на судството, уште еднаш се покажало дека не биле бадијала.
Судијата Ферати го доби вниманието на медиумите откако Државниот инспекторат и антикорупционерите утврдија дека сам си поправал оценки на Тетовскиот универзитет со пречкртување за да влезе во Академијата за суди и јавни обвинители. Пред истрага за ова отвори и обвинителството, но истата е затворена пред месец дена, бидејќи се појавиле документите за Тетовскиот судија кои докажуваат дека во 2014-та преположил 4 испити, пошто си го покачил просекот за да биде дел од Академијата Павел Шатев. Инаку ваквата одлука на Тетовскиот судија повторно го активираше и движењето кој е следен, од каде најавуваат и протест за утре. Маршот ќе почне од пред влада, преку судски совет, преку собрание, за на крај да заврши пред кривичен. Утре од 6 часот ќе има протест, рутата ќе биде од влада. Главна точка, мислам, ќе биде гневниот, тоа артикулираниот гнев ќе биде изнесен пред судскиот совет, бидејќи знаеме дека судскиот совет е органот кој што на судијата требаше да покрене постапка за дисциплински престап на судијата Елведин Ферати, кој што ја донесе пресудата за Теодора. Од движењето денеска и формално доставија барање до владата за воведување на инспекторат, во кој очекуваат да се внесат сите записници од инспекцијски надзори за безбедност на објектите. Габриела Лескова, Сител телевизија. На 22 април продолжува судењето во повторената постапка за пожарот во модуларната болница во Тетово, во кој обвинети се Флорин Бесими и Арта Нетеми, како и самата клиничка болница Тетово како правно лице за делото од тешки дела против општата сигурност. Во последните 10 дена се одржаа 2 судски рочишта. На првото искази даваа вештаци и стручни лица од неколку факултети. Професорката Анита Грозданова од Технолошко-металуршкиот факултет, која ги испитувала материјалите од кои е составена модуларната болница, изјави дека материјалите за изработка на префабрикуваниот контејнер ги задоволувале барањата според спецификацијата на Министерството за здравство. Од Технолошко-металуршкиот факултет сведочеше Свето Цветковски, кој ги испитувал металите кои се користени при изведба на привремените објекти, познати како модуларни болници, и тој потврди дека металните материјали се според спецификацијата на Министерството за здравство. Рубин Бошковски од Министерството за внатрешни работи, кој изврши форензичко испитување, истакна дека при вештиот наод утврдиле настанување на механичко оштетување на продолжениот кабел поради нагмечување или превиткување на кој бил приклучен дефибрилатор. Високата температура довела до согорување на изолацијата од кабелот и создавање на пламен, посочи тој во сведочењето. На прашање дали при увидот биле забележани противпожарни апарати, Бошковски рече дека не биле евидентирани во самата болница. Универзитетските професори Владко Стоилков и Владимир Димчев од Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот Свети Кирил и Методи изработиле веш наод и мислење во писмена форма и изјавија дека модуларната болница била изградена според проектната задача согласно барањата на Министерството за здравство. Судски вештак по електротехника Ирфан Шакири пред судот образложи дека по наредба на јавното обвинителство извршил веш наод за можните индиции за појава на пожар во објектот на модуларната болница и останува на фактите изнесени во извештајот за првото судење. При поставените прашања тој рече дека целокупната постапка за доведување на електрична енергија од трафостаница до модифицираниот објект, наречен модуларна болница, е направено 2 неквалификувани лица вработени во клиничката болница. По сослушувањето на вештите лица, одбраната побара да се сослушаат и вешти лица од Германија кои веќе имаат изработен извештај. Судијата Реджеп Муса истакна дека според насоките на повисокиот апелацијски суд предлогот се одбива бидејќи постојат доволно докази за околностите на настанот. На последното ручиште адвокатот на клиничката болница Тетово наведе дека болницата веќе исплатила обештетувања по околу 10.000 евра на семејствата, на што еден од присутните роднини гласно бараше таа информација да не се споделува. На владата и синдикатите за висината на платите. Декларациите во маркетите се очекува да бидат најголем предизвик. Почнува со работа новиот инспекторат за употреба на македонскиот јазик. Премиерот Мицкоски на заедничка маса со синдикатите дебатираше за минималната, но и за растот на другите плати. По средбата синдикатите излегоа задоволни од разговорите, но разединати по прашањето за општиот колективен договор. Минималецот и растот на другите плати во фокусот на разговорите меѓу премиерот и синдикатите.
првиот човек на ССМ по состанокот рече дека работниците немаат проблем со владата, туку со другите синдикати. Во наредниот период сите вработени 128.000 на број во јавниот сектор треба да добијат зголемување на нивните плати. Меѓутоа, тоа што е лошо е што другите два синдикати кои учествуваа на состанокот бараат да се укинат одредбите од општиот колективен договор во процесот на растот на платите на вработените во јавниот сектор. Имавме едно срамна одредба за покачување од само 0,7% во јавниот сектор, тоа беше 2024 година септември. Знаете дека дента кога се потпишуваше тој општи колективен договор, баш поради тие причини ние протестиравме. Вработените во министерствата кои протестираа во јануари наскоро ќе добијат додатоци од 30%. Премиерот денеска им рекол дека владата е подготвена до почетокот на мај колективните договори да бидат подпишани. Тие 30% додатоци на плата ги добиеме на неколку рати, ако можам така да кажам, во рок од 4 години, а покрај тоа пак потенцирам додаток на плата, не покачување на плата, а сите вработени во овие институции кои протестираа секој мора да се добиваат усогласување на плата, дали ќе биде тоа со пораст на просечно, дали ќе биде со пораст со минималната плата. За растот на минималната плата на синдикатите им било кажано дека државата сега не е во можност да ги субвенционира придонесите, но прашањето останува отворено и доколку е подобра економската состојба, може да се преговара и за тоа прашање. Надлежната комисија наскоро треба да ја утврди репрезентативноста на синдикатите, пошто ќе биде свикан и економско-социјалниот совет. Мартин Арсов, Сител телевизија. Ке почне со работа новиот инспекторат за македонски стандарден јазик. Владата назначи директорка, а наскоро се очекува и целосно екипирање со кадар. Од 750 до 1500 евра глоба ќе треба да плати институцијата која нема да ја почитува употребата на македонскиот стандарден јазик. Инспектори на ново формираниот инспекторат ќе вршат контрола на терен за да ја утврдат фактичката состојба. Директорката Менча Андреева вели ќе се проверуваат не само документите кои излегуваат од секоја инстанца на институциите, туку и називите на министерствата, општините. Под лупа на инспекторатот ќе бидат и физички лица, социјални мрежи и медиуми. Најголем проблем очекуваат да бидат етикетите на производите во маркетите. Во законот се предвидени и глоби, односно од 750 до 1500 евра за правните лица и од 350 до 750 евра за воденарска противредност за физичките лица. Називите на улиците, сообраќајните знаци, називите на институциите, едноставно широк е спектарот кој што ќе треба да го опфатиме во рамките на инспекцијската служба. Една страница на Facebook, каде што е насловот и целокупниот назив и името и насловната фотографија на латиница. Значи, тука треба да обрнеме внимание и на писмото и на кирилицата. Со донесувањето на законот за употреба на македонскиот јазик лани во јануари, веќе една година тече и рокот за вработување на лектори во сите институции. Да, обврската за вработување на лектори во институциите започнува со донесувањето на законот. И оваа обврска веќе истекува незиниот законски рок. Најпрво ќе настапуваме со превенција, односно превентивно, така што можеби некои од овие институции веќе имаат во изминатиот период вработено лектори. Имам институции за кои што јас имам информации дека со години наназад имаат вработено лектори, но некои се уште немаат и се надеваме дека тоа ќе го сторат во најкраток можен рок. Поради малиот број на пријавени студенти на катедрата за македонски јазик, од инспекторатот очекуваат заинтересираноста да порасне со неговото работење. Планирано да бидат вработени 5 инспектори кои ќе контролираат дали се почитува законот на целата територија. Во 2020 беше формиран инспекторат за употреба на јазиците кој проверува дали се почитува албанскиот јазик. Во вонредни контроли се опоменува институциите чиј назив го нема напишано и на албански јазик, а се преведува и називите на улиците. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Бројот на жртви при уривањето на покривот на ноќниот клуб Jet Set во главниот град на Доминиканската република се искачи на најмалку 110 лица, а над